војната во Газа за прв пат се употребени најновите израелски оружја и технологија на вештачка интелигенција, но и палестинскиот отпор за прв пат одговори со необични технолошки решенија, како импровизирани напаѓачки дронови и сајбер операции. Како борците на Хамас под многу ограничувачки услови се справуваат со окупацијските сили, кои се сметаат за далеку технолошки супериорни. Газа речиси 50 дена беше непрестано бомбардирана. IDF се подпираше на немилосрдните бомбардирања на воздушните сили, но копнено бавно напредува. Критиките се дека Израел создаде фетишизација на технологијата во воени цели, а тоа доведе до намалување на борбените капацитети на армијата. Новата доктрина, наречена одлучувачка победа, се воведува од 2020 година, но е далеко од целосно спроведена. Се базира на користење најнапредна технологија, вештачка интелигенција за раздадување мети и употреба на воени средства и комбинирани тактички маневри за брзо распоредување и напади. Целосното подпирање на технологијата го направи Израел ранлив во Газа и повторно окупацијските сили користат традиционални борбени методи со авијација и артилерија, покрај копнените битки кои се водат практично гради в гради во густо населени урбани средини. Во Газа за прв пат е употребено оклопното возило Ейтан, кое се смета дека е помобилно и поиздржливо. Исто така се користи и Iron Fist, антидрон системот, но тој покажа и слабост. Виралното видео направено со дрон и импровизирана ракета покажа колку палестинците лесно може да нанесат големи штети на израелските копнени сили. Борците на Хамас тврдат дека уништиле или оштетиле над 300 израелски возила и тенкови. Израел го користи Iron Sting, новиот систем на наведувачки минофрлачи, во обид да докаже дека не таргетира цивили. Палестинците се служат со дронови слично на конфликтот во Украина по руската инвазија. Се смета дека Газа и Западниот брег се најприслушкуваните територии во светот, но палестинскиот отпор разви сајбер единица која користи малвер за следење на припадниците на IDF преку социјалните мрежи како форма на контраразузнавање. Единицата во неколку наврати успева да постави замки за израелското разузнавање и безбедносниот апарат. Додека Израел ги користи најновите вооружени системи, палестинскиот отпор покажува знаци на адаптирање и ја руши сликата дека напредната технологија е клучна за успех на военото поле.